Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева ги исклучила обвинителите Лејла Кадриу и Марија Ѓоревска од нејзиниот тим, без никакво решение и постапка, изјави денеска председателот на Советот за јавни обвинители Петар Раневски по одржувањето на седницата на Советот. Кадриу и Ѓоревска на 20 овој месец дошле кај Јаневски, како што рече, видно вознемирени и револтирани за начинот на кој што биле избркани од јавното обвинителство. На Кадриу и Ѓоревска им било речено дека треба да ги предадат предметите, да ја испразнат канцеларијата и да се сместат кај полицајците. Тоа тие не го прифатиле, рече Аневски. Тој додаде дека вчера до Советот пристигнало писмено известување од специјалната јавна обвинителка спротивно на тврдењата на Кадриу и Ѓоревска, дека тие самите побарале да заминат и дека заради намален обем на работа било одлучено овие две обвинителки да се отстранат. Истакна Аневски додаде дека тоа не е во ред. Советот во врска со ова формирал комисија која ќе ја предводи Сашо Василевски, која ќе го испита овој случај пошто ќе се донесат заклучоци. На денешната седница членовите на Советот расправале за работата на специјалното јавно обвинителство и за тоа како постапило во случајот со предавањето на материјалите од незаконското прислушување од страна на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Нас не интересира колкав е бројот на применим предмети и дали има записник за нив, рече Аневски и додаде дека Советот донел одлука од специјалното јавно обвинителство да побара во најкраток можен рок да им достават одговори на нивните прашања со цел да се расчистат нејаснотиите околу примените материјали. Државната изборна комисија денеска ќе одржи седница за усвојување на оперативниот план за активности во функција на вкрстени проверки со базите на податоци добиени од други државни институции и утврдувањето на условите кои треба да ги поседуваат IT компаниите за вршење вкрстени проверки на избирачкиот список. Членовите на комисијата ќе расправаат и за предлог правилниците за внатрешна организација и делокруг на работа на стручната служба на Државната изборна комисија и за систематизацијата на работните места на стручната служба на ДИК. Министерот за надворешни работи Никола Поповски денеска престојува во работна посета на Брисел, каде што ќе присуствува и ќе се обрати на инаугуративниот настан за обновување на групата пријатели на Македонија во Европскиот парламент. Според Македонското министерство за надворешни работи, се очекува шефот на македонската дипломатија да оствари и повеќе билатерални средби со европратеници. Сообраќајот на граничните премини Богородица, Евзони и Меджитлија Ники денеска ќе биде во целосен прекин поради штрајк на грчките земјоделци кои што ќе постават механизација во близина на границата. Автомотосојузот на Македонија информира дека сообраќајот ќе биде во прекин од 11 до 13 часот и од 18 до 20 часот.